Road Machine Lovers, јас сум JJ. Јас сум Дамјан. Дамјан, мило ми е. Што е ова до нас? Ова е Mercedes 123, 80-та година, 2.0 бензинец. Ова возило ја го поседувам 2,5 години. Возилото е стоено во место 17 години, не е возено. Стоено е карши кулите на Джевахир во аеродром. Сигурно не изгледаше вака кога го зема. Не. Возилото е нешто преправено, но имам планови во иднина да го правам скрос од почеток, од нула. Од тогаш од како го земаш, што се имаш правено? Од тогаш кога го земав, имам сменето фарови, имам префарбувано маската, генерално од надвор е префарбуван, само ќе биде преправен на пролет. Лајсни и така натаму, тоа се беше оригинално на возилото? Све му е во оригинална состојба. Значи најголемиот дел е завршен? Да, Чим да се 90%. Да. Внатре нешто околу интериерот, имаш нешто правено, имаш Интериерот имам преправено шал таблата, другото све си е во оригинална состојба. Препоставам пукната беше или? Да, испукана беше. Шал таблата ја правев сам со помош на татко ми. Браво. Ја извадивме па ја правевме и така. Значи не е толку тешко колку што личи кога ќе видиш спукана, или? Може да се каже така. Колку има поминато ова возило? На километража да пишува 276.000 дека има поминато. Дали оригинална не се знае, ама... Не сте први газди, да. кој газди сте поред? Ја колку што знам во Македонија сум трети газд. Скопска беше колата претходно, така? Да. Да. Колку што имам информација од 92-3 е во Македонија. Дали знаеш колку троши? Може да се каже дека градска троши околу 5-16 плин. Добро, тоа е нормално за еден ваков автомобил. Откако го имаш земено, колку километри имаш направено? Скоро 2-13.000 му имам направено. Значи го возиш. Го возам, да. Кај си бил најдалеку со него? Најдалеку со него бев во Будва Аха, летоска во Браво. август месец. Одморче со другарите и така. многу ми е драго што си успел еден ваков автомобил кој што бил заглавен во времето, да го вратиш назад и да го унесеш до Будва. Се надевам дека кога ќе го комплетираш или кога ќе стигнеш до некаде каму каде што ќе можеш еднаш кога да го прикажеме, ќе ни се јавиш да го снимиме уште. Со задоволство. Ти благодарам многу. Мило ми беше.